Топ тема, добро вечер. Вечерва со нов осврт на темата пожари, последиците од нив за граѓаните, но и за она што го преземаат или не го преземаат институциите. Мој гостин во топ тема е директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојан Ч. Ангеловски. Добро вечер и добре дојдовте. Ангелов, Ангелов, добро вечер и добро ве најдов. Се извинувам. Ангелов, кој е последниот извештај за денеска, бидејќи се уште гори низ Македонија? Па, би можел да ви кажам точно бројка, за да не нагаѓаме што току го добив пресекот. 20 на пожари повторно, иако сега се со многу послаб интензитет. Значи, во текот на денешниот ден имаме вкупно 23 пожари на отворен простор. Од нив 6 се уште се активни, 4 се целосно под контрола, а 13 целосно изгаснати. Кога зборувам активни, зборувам пред се за ниско горење, кое што е прилично и невидливо за граѓаните, затоа што ноќните температури се ниски и пожарите не горат како што горат летно време. Ноќно време се стишуваат, престануваат со горење, некои од нив сами од себе се гасат, додека оние кои што преживуваат, би рекол, во наводници до утрото, имат повеќе чадење отколку горење. Состојбата се влошува некаде после пладне, кога температурите се покачуваат и тогаш и претежно действуваме со воздухоплови. 23 пожари шумски или што е депонија, што или не водите така? Во овој момент класичен шумски пожар немаме ниту еден, иако на Кожов имаме пожар, но во него не горат дрвја. Така што не би го нарекол шумски, дури кога пожарот се движи помеѓу дрвја, тој не ги оштетува дрвјата, бидејќи гори ниско, како што веќе реков, со слаб интензитет. Во својство на национален представник во НАТО за отпорност, минатата недела бевте на конференција во Берлин. Темата специфична и се совпаѓа и со некои состојби и во регионот и во земјата. Вели понатамошно зајакнување на отпорноста, вклучувајќи ја граѓанската подготвеност и способности, критичната инфраструктура, регионалната и прекограничната меѓузависност и јавно-приватната соработка. Какви искуства носите од таму? Па јас сум веќе можеби 4-та година представник на државата во НАТО, во делот на отпорноста, односно во рамките на НАТО постои еден комитет за отпорност, кој што според мојата перцепција поважно се веднаш после војната компонента на НАТО. Во суштина тоа е дел од цивилната заштита. Отпорноста на државата е повеќе слојна. Наједноставно, за да може да разберат гледачите, значи, ако во државата се случи некоја голема несреќа или воено сме нападнати, колкава е нашата можност, способност да се спротивставиме на тој напад или на таа несреќа, дали се работи за природна несреќа или технолошка несреќа, како што сега беше во Трубајерово, или ако имаме земјотрес, големи пожари, како и можноста за брзо повраќање во нормала после голема несреќа. Ние таква во последниот период сме имале несреќи кои што на еден начин имале влијание врз секојдневното живење, како што беше големиот пожар во Кочани, во кој што загинаа вкупно 62 лица, кога сметаме и возачот на медицинска помош, чија што смрт е директно поврзана со оваа страшна, ужасна несреќа. И еден таков настан направи, да речам, голем потрес во општеството, особено во местото од каде што се загинатите. Нека е вечна славата, нека е лесна земјата, но во НАТО се зборува за како државата да биде подготвена да одговори на сериозни предизвици, кога би имало еден од сегментите, кога би имало голем број на повредени, значи масовни жртви, кога би имало стотици или јадници жртви или, не дај Боже, загинати, како би се однесувала државата во случај да треба да помине поголема количина или поголем број на војска низ нашата држава. Зборам за партнерска војска, војска од НАТО. Колку сме ние како држава подготвени во делот на логистиката, значи вклучувајќи овде критичната инфраструктура. Колку сме подготвени, гледано од последното искуство во Трубарево, колку сме подготвени, колку сме отпорни, односно колку се институциите подготвени? Па во Трубарево покажавме
изворедна координација на се она што е расположливо. Во суштина, одговорот во Трубарево во делот на гасењето на пожари е за пофалба. Зборувам за чинот на гаснење на пожарот, кој што со оглед на тежината и со тоа дека прв пат се среќаваме со ваков пожар во кој што имавме горење на таков вид на отпад, електронски, но и електричен отпад, ние го изгаснавме апсолутно брзо, не релативно брзо. И многу брзо додовме до соодветни информации, свесни дека се случува нешто невообичаено поради густината, бојата на чадот. На ниво на управувачки комитет веднаш потегнавме барање на одговор од стручни лица, при што ни беше укажано дека литиумските батерии, кои што најверојатно ги има таму, за кои што не можевме да утврдиме во колкова количина се присутни, не се гасат со вода или е невозможно да бидат изгаснати со вода, поради што брзо пристапивме кон подготвување на теренот за затрупување. При тоа морам да укажам дека прво мораше да биде спуштена температурата, бидејќи се разви на некои места многу висока температура. Од самата појава на пожарот, јас бев, да речем, некои 15 на минути подоцна, бидејќи го изби овој пожар, се наоѓав на позиција пред Дрисла на пресконференција со медиумите. Оттаму веднаш се упатив овде и така што сум очевидец на целиот процес на гасење. Скопските пожарникари имаа клучната улога, но овој пат се осудив да употребам и воздухоплови, што е дискутабилно бидејќи се работи на гранично подрачје. Од едната страна веќе имавме куќи, од другата страна слободен простор во кој што имаше и други индустријски објекти, меѓу кои што е едно бачило со овци. И нашата цел беше да не дозволиме ширење на овој пожар и би рекол на мој изненадување, бидејќи бев песимист дека ќе успееме во тоа со оглед на високата температура, ние не дозволивме пожарот да се прошири надвор од зафатените објекти. Кога велите на моје изненадување и покрај успехот со гаснењето, како што велите, не е тоа недозволиво? Да вие бидете изненадени од тоа што сте успеали и не сте успеали. До сега гасевме неколку слични пожари во Тетово, најмалку 2. Кад знаете, на влезот во Тетово гореше една фабрика кој што произведуваше хемиски производи. Исто така гореше еден голем магазин кој што продаваше, односно складираше голема количина на хемиски производи. Нашата цел беше да го пресечеме пожарот и успеавме во тоа, бидејќи морам да честитам на храброста на пожарникарите, но и на пилотите, кои што помогнаа не во гасењето на пожарот. Пилотите, мојот фокус и инструкција до нив беше да действуваат веднаш до пожарот, да ја навлажнат околината, да ја спуштат температурата, за да ја помогнат на пожарникарите да го стопират, да не се расшири. Таа беше првата цел, успеавме во тоа, а веднаш потоа продолживме со гасење на овој многу комплексен пожар. Сега пожарот е изгаснат или се само проблемите затрупени? Пожарот апсолутно е изгаснат во текот на ноќта, рано наутро пожарот беше изгаснат. Не, факт е дека пожарот е изгаснат, но што е со проблемите? И проблемите, како и пожарот, се повеќе слојни. Ако забележавте, јас зборував за гаснењето на пожарот. Бидејќи се работеше за токсични материи кои што согоруваа. Се прашувате ли еве лично и сами од себе си, некогаш, еве и по овој настан, бидејќи голем дел од врските можеби неправедно се свртени на ваш грб, да ги браните прво и недостатоците на ДЗС како институција, а потоа и на неколку други институции. Се прашувате ли можеби еве во овој случај лично себе си Стојанче премногу ризикуваше 24 часа без заштитна опрема, впрочем како што беа и голем дел од пожарникарите, сите други кои што учествуваа во гаснењето, за сега да дознаеме дека тоа било извонредно опасно и дека се помина без поголеми последици, како што би се рекло, за голема среќа. Апсолутно не се работи за голема среќа, се работи за одлична организација и координација. Хеликоптерот на армијата, хеликоптерот на полицијата, тракторот на дирекцијата не полетаа на среќа. Јас си дадов наредба да полетат, односно побарав да полетат, наредбите ги дават полицијата и армијата.
На лице место имаше повеќе Ангелов, пожарникари. вие бевте без никаква заштитна опрема. Тоа не е храброст. Исто како Тоа е и лудост. останатите. Тоа е но лудост. Во првата Тоа е фаза, лудост. во првата фаза ние немавме информации што тоа согорува. А зошто нема? Бидејќи не знаевме пожар како пожар, избувнал пожар и се пристапува кон негово гасење. Во првиот момент кога вие ја добивате информацијата дека е тоа пожар во таков објект, согласно сите овие тука 1, 2, 3, 4, да не ја оптоварувам јавноста, уредби, методологија за подготовка на планови, веќе треба да имате јасна слика за што се работи и според тие планови за гаснење на вакви пожари, на ваков вид на пожари и јасна слика кои сили треба да се употребат, каков вид на опрема да носат, како да се заштитат и тие и граѓаните. И покрај брзата интервенција, ние како граѓани не видовме многу од тоа, напротив, во однос на она што се вели отпорност на граѓаните и како тие да се справат, првите информации ги дадовте многу доцна, некаде најмалку 5-6 часа после избувнувањето на пожар. Не вие лично, како кризен штаб, како институции во целост, за жал. Во почетокот, кога изби пожарот, пожар како и секој друг пожар, вчера кај аквадуктот, кај римскиот аквадукт во близина на касарната Илинден, исто така се крена црна чат, затоа што припадници на етничка заедница кои што живеат тука во близина натрупале купишта ѓубре и чатта беше повторно црна. На почетокот ние немавме информации, понатаму количината на алкални батерии може да е многу мала. Значи, ние не користиме во таков обем батерии, при тоа да укажам дека некои од нив се од часовници, некои од далечински, значи ние не зборуваме за нешто многу масивно и во моментов кога ние дознавме дека постои таква можност, повикавме тим од АБХ на армијата, кој што дојде со соодветни уреди да ја измери токсичноста. Не зборуваме сега за загаденоста која што е неспорна. Откако тие измерија висока токсичност во близина на местото на горење, но ќе укажам дека и претходно пожарникарите... Што е висока токсичност и зошто до ден денеска јавноста не ги знае резултатите од АБХ единица? Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ги соопшти на пресконференцијата. На 150 метра е опасно, граѓаните имаат право да знаат од што била таа опасност. Тоа што го соопшти Панче Тошковски на таа пресконференција беа радиуси и во тој момент за нас беше најважно итно да ги алармираме граѓаните. Уште веднаш ние пристапивме со известување на граѓаните за нивно евакуирање, веднаш обезбедивме место, евентуално ако некој нема каде да отиде, да биде сместен во полицискиот центар. Како се класифицира или степенува евакуацијата во вашите правилници? Боби, Од аспект на информативно, задолжително, присилно, веројатно има некакво степенување или нема? Боби, зборуваме за тежок пожар, чие што гасење беше многу комплексно. Како И првата задача при тоа, според овие сите документи кои стојат на интернет страницата, првата задача е евакуација на населението. Кој ја издаде наредбата за евакуација? Јас си презедов голема обврска, но јас не бев сам. Зад мене стоеше управувачкиот комитет, па и премиерот лично со кој што бев во постојана комуникација. Па како ви се случи евакуација без евакуирање? Сега не можеме во момент кога ние гасиме пожар како треба луѓето да ги сврлиме од нивните домови. Па не знам, јас ве прашувам како е дефинирано во вашите планови со кои степени. Еве, тука имате уредба за спроведување на мерката згрижување на настрадано и загрозено население. За волја на вистината, таа е донесена од владата во 2010 година, меѓутоа во неа е јасно опишано како тоа се прави. Или се прави без пардон, или не се прави. Боби, сега ние не зборуваме за токсичност која што убива луѓе, како што знаете, никој не заврши во болница, освен оние кои што непосредно гасеа. Па видете, ако во болница заврши директорот на Центарот за управување со кризи, тоа е многу сериозен сигнал. Сега ова е малку дискутабилно прашање, тој најверојатно кратко време беше таму, беше не знам, многу кратко време, најверојатно се нашол кај што не треба. Вие имате наредба за евакуација. Кога имате наредбата за евакуација, ги имате предвид последиците.
таа треба или не треба да се остави на добрата волја? Има ли, дали оваа уредба е преточена во некој правилник по кој што треба да се действува? Зборуваме за научените лекции, бидејќи нели почнавме од тоа дека сме НАТО членка и дека не можеме едноставно така работите да ги оставаме на случајност. Боби, во моментов кога на ниво на управувачки комитет, значи на повисоко ниво, не на ниво на дирекција за заштита и спасување, беше утврдена потребата од евакуација. Луѓето беа итно алармирани, полиција ги посети домовите на оние кои што беа во посочениот радиус и побара истите да се оддалечат. И затоа во тој момент истовремено се работеше гасење на пожарот. Пожарот тогаш не беше изгаснат. Во исто време имавме неприлики на други места, работевме на закупување на дрисла, каде што исто така се уште чадеше. Значи, ние не случајно укажав дека се наоѓаме во една специфична ситуација и го употребив терминот хибриден напад, бидејќи во исто време, односно во десетина дена временски период, ние имавме палење на неколку критични места. Што е хибриден напад, Ангелов? Па како хибридна кола, оди на бензин, оди на струја. Прилика тоа е, мислам. Да и биде појасно на гледачите. Може попрецизно, бидејќи вака хибриден напад, тоа предпоставува користење на други видови на средства, односно таргетирање различни видови на средства заради постигнување на различни цели. На различни цели и користење, вели, во кои што не основните секогаш се дефиниции воени цели. на слабостите на државата. Значи, некој ги детектирал слабостите на државата. Па, Боби, и моќна држава, ако вие истовремено запалете пожари стратешки, како што ни направија во Избегово на 4 точки и првата на Скопска Црна Гора, дефинитивно беше од Чучер Сандево, но и кон Стенковец. Не знам дали Стенковец, над Стенковец стрелишето спаѓа во Чучер Сандево, потоа до касарната во Ѓорче Петров. Безмалку истовремено во Орман, село Орман, кој што е измеѓу, и во Визбегово, оној отпадот кој што случајно се запали и од кој што беа зафатени повеќе објекти. Вие морате да ги расцепкате силите. При гасење на таков комплексен пожар не се ангажирани само пожарникарите. Мора да го обезбедете лице местото. Конкретно во Трубарево се собра еден куп луѓе да гледаат, кои што побарав да се оддалечат, па некои од нив не сакаа. И стоја на асфалтираниот пат, кој што буквално беше во ширина од неколку метри за едно возило и го попречуваат движењето на возилата. Јас не ве прашувам за тоа што сте направили или не сте направиле вие лично. И сам и ви реков дека многу често хазардерски покривате слабости и на ЦУК, односно порано на ЦУК, сега на Дирекцијата за заштита и спасување, но и на многу други институции. Поразително е ако во тој момент не можело да се најде некој друг, па требало Стојанче Ангелов да се грижи и за граѓаните или за случајни минувачи кои што дошле да го гледаат пожар. Тука изгледа некако не се разбираме како функционира цел тој систем. Дека ја ги тргнав луѓето од улица. Имаше неколку полицајци, секоја чест за Стојанче Ангелов, голем минус за државните институции. Потоа дојде сериозна полиција. Ама кога? Наброго потоа ние зборуваме за првиот момент. Сега јас имам малку поголемо искуство, јас не можам да ги оставам граѓаните. Бев дури погруп, но ги оддалечив од улицата каде што може да бидат прегазени. Сметате ли дека реагиравте сите во целост кога ќе се земе, не сегментарно од почеток па понатаму, без намера ничеј напор да биде потценет, дека функциониравте и одговоривте, што се вели по ПС, по правила на служба, бидејќи тие правила на служба, за жал, не знам дали сум во право, меѓутоа на сајтот на ДЗС ги нема. Боби, сајтот на ДЗС се уште е во фаза на доработка и на изработка и ќе биде подобар понатака. Јас од моето доаѓање на чело на оваа институција се борам со пожари. За жал, неколку недели по моето доаѓање на оваа позиција започнаа сериозни пожари, но гаснењето на овој пожар беше школски пример како треба да се гаси таков комплексен пожар. На лице место беше ангажиран целиот државен систем, значи покри пожарникарите
Јас бев на лице место како координатор или раководител на главниот штаб за управување со кризи, иако и не морав да бидам на лице место, но сепак е непроценливо кога сте таму и кога гледате со своји очи. Беа ангажирани воздухоплови, имаше полиција, значи набргу потоа. Јас ви зборувам сега за првите минути, бидејќи јас стигнав навистина многу брзо овде. Дојде дополнителна полиција, се воспостави контрола околу самиот објект. Дојдоа припадници на армијата, возила на итна медицинска помош, превентивно имаше. Дојдоа екипи на Црвениот крст, значи едноставно целиот систем, она што го имаме како држава на располагање, беше ставено во функција, би рекол, на еден организиран начин. Употребивме голема количина на механизација, булдожери, багери, носевме песок, градоначалникот на Гази Баба, градоначалникот на Кисела вода, дадоа огромна поддршка. Без организацијата на песокот кој што го истуравме врз овие критични точки, без булдожерите, багерите, ќе беше невозможно толку брзо да го изгаснеме и загадувањето на околината. А треба за тоа благодарни да им бидеме? Јас сум и благодарен, вие не морате. Не. Тоа се основе тие тоа не се разбираме за што разговараме вечер. Тоа е основен опис и попис на нивните работни задачи и обврски, вклучително и на вашите. Дали сме биле сведоци на многумина кои што имале попис и попис некои задачи, а не ги извршиле. Во минатото, а и до сега. Не сите функционери, па јас сметам дека и порано, особено порано, имаше многу функционери кои што не ги извршуваа своите задачи онака како што би требало. Добро, вие од ова студио сте излегле на координативни состаноци со градоначалници од еден регион, кај што има од сите партии, за да им кажете дека за пожарите и тие имаат обврски, а не треба само да викаат ало Стојанче прати хеликоптер, што повторно не води до функционалноста или нефункционалноста на системот, а не до поединеци. Неажурноста на одредени функционери не би ја поврзал со етничка или политичка припадност. Добро. Сега треба да следува нешто што се нарекува санација на теренот. Кој е тој што ќе ја координира, повторно ќе кажам, еве, очигледно дека од сето претходно можам да заклучам дека овие уредби за евакуација, овие уредби за правилници, методологии за подготовка на правилници, за жал уште ги нема, цели 15 години по врската да се донесат. Еве, како сега ќе се спроведува санацијата на теренот, од кого ние да чекаме како граѓани навремени, точни, прецизни информации кои што за жал ги немаше на 13 се до доцна во ноќ. Лично председателот на владата е живо заинтересиран за надминување на овој проблем. Понатаму управувачкиот комитет во кој што се условно речено најмоќните министри, министерот за внатрешни работи, надворешни работи, одбрана, здравство и транспорт. На ниво на управувачки комитет ние постојано разговараме и ја разгледуваме состојбата и знаете дека постои можност се уште да има температура под самиот песок, но таму набргу ќе биде започнат процес на санација, бидејќи не сум стручен сега во оваа област, овде сепак треба луѓе кои што се има ли државата тие однапред дефинирано тие тимови, бидејќи тука задачи има за сите, има за ДЗС, има за јавни, приватни установи, се си има тука напишано. За ова зборуваме веќе 3-4 години. На хартија имаме добри закони, многу добри правилници, кои ќе читате глава боли. Се е напишано како што треба, но за жал во реалноста тоа не функционира. И тоа јавно го кажувам, па бидејќи законите не се прилагодени на суровата македонска реалност. Со колку сертифицирани пожарникари гасневте пожар? Не можам да одговорам на ова прашање, ќе го повикате командантот на Скопската бригада, но набрзо потоа побаравме помош и од други општини. Прачав колку сертифицирани за гаснење на ваков вид пожар. Да одговорам на ова прашање. Сертифицирањето и комисиите се во ваша надлежност. Не можам да одговорам ниту на ова прашање. Зашто? Затоа што во дирекцијата има еден куп задачи и одговорности и треба да се направи една реформа за која што зборувам барем 4 години, тоа кај вас во студио, 4 години некои работи да се уредат на вистински начин.
желбата се да се натрупа во една агенција, како што е дирекцијата или Центарот за управување со кризи, не била доволна тоа да заживее во реалност. Особено ако се земат во предвид некои кадровски решенија од претходниот период. Вклучително и сега. Како се трупаат тие одговорности кон една или друга институција? Еве, лани бевте во ЦУК. По дефиниција, не знам веќе и дефинициите како да ги гледаме и како да ги читаме овие два закона, по дефиниција ЦУК не би требало да го работи тоа што вие го работевте лани додека бевте во ЦУК. Сега кога сте во ДЗС, ДЗС го работи тоа што изгледа ДЗС требаше да го работи. Нема работа ми тоа што требаше, односно порано го работеше ЦУК. Предпоставам, знаете дека веднаш некаде со мојот трансфер во ДЗС беше променет Законот за управување со кризи и во делот на раководење со главниот штаб за управување со кризи, каде што беше предвидено со него да раководи директорот на ЦУК, беше сменета одредбата и со нов став кој што гласеше председателот на владата одлучува лице од составот на главниот штаб да раководи со главниот штаб за управување со кризи. Централизирано и тоа значи дека јас со решение на премиерот, односно председателот на владата, раководам и со главниот штаб за управување со кризи и со главниот штаб за заштита и спасување. Решен ли е проблемот со тоа, Ангелов, бидејќи од друга страна вие сега гасните пожари, вие денеска може да добиете 5 или 10 повици за пожари и како одлучувате каде ќе ги што ќе има приоритет и каде ќе ги испратите првично силите, пошто и во такви ситуации мора да се прават приоритети. Ве прашувам затоа што и НИКСот и МАКФИСот, во кратки црти за граѓаните, два системи кои би требало да помогнат во детекција, менаџирање и командување во вакви ситуации се во друга институција, во ЦУК, се уште. И па Боби, како може НИКСот, кој што е алатка за командување, да биде сместен во Центарот за управување со кризи, кој што има... Јас вас ве прашувам, не треба вие мене, вие сте директор сега. Кога јас дојдов директор на ЦУК, тој НИКСот беше во некоја завршна фаза. Ја ве прашувам затоа што вие, ако денеска имате 5 повика за пожар, вие мора да процените каде е, колку е, на колкава површина. Од тоа што ќе ви дојави некој жител или ваши луѓе по регионите, вие не знаете ништо. Вашата алатка да го вклучите, како што тоа го направивте, мислам беше 2002 заедно со австриците, за да измерите површината, опфатот, за да одлучите. Па така правите 2002. Ова не е реалност. Како нема врска со реалност? Ако дозволиш да објаснам, ако дозволите да објаснам. Значи, ова убаво изгледа вака во студио, прочитате уште некој правилник и закон да биде уште помоќно. Во суровата македонска реалност, ние денес... Имате ли НИКС? НИКСот е тотално нефункционален и тој како алатка не се разви. Неговиот креатор не го доразви. Како директор на ЦУК ја променив систематизацијата и отворив посебно оделение за НИКС, но креаторот на оваа алатка не го разви. А од друга страна ние го имаме МАКФИСот, кој што на нас ни помага и ни дава драгоцени информации во делот на површината која што е зафатена од пожар, но и во делот на сувоста на вегетацијата. Овие две компоненти би ги издвоил. Да, во ЦУК, но јас како раководител на главниот штаб раководам со главниот штаб во кој што е член и директорот на ЦУК, со кој што имам изворедна соработка. Заменикот директор на ЦУК е човек кој што е еден од креаторите на МАКФИСот, кој што работи во ЦУК 20 и кусур години, и тоа токму во овој дел, во аналитика, каде што многу добро познава оваа алатка, сегашниот заменик директор Трајче. Така што ние ги добиваме сите информации, но зборуваме за Македонија, не зборуваме за Америка. Зборуваме овде, ние знаеме колку хеликоптери имаме, ние мене ми треба НИКС или МАКФИ за да знам дека денес имам на располагање 2 или 3 хеликоптери и 2 авиони. Не ми треба ништо, ги знам каде се. Многу значи начинот на кој што ги одредуваме приоритетите, јавно го кажувам секогаш на прво место загрозеност на човечки животи. Ако било каде имаме загрозеност на човечки животи, даваме приоритет.
Ако нема загрозени човечки животи, наредниот критериум се куќи, објекти, населби. Ангелов, Третиот момент, Добро. зимзелена шума, пред се борова шума. Значи, ако немаме загрозени луѓе, ако нема загрозени села, куќи, викендици, а имаме 5-6 пожари, тогаш оному каде што имаме зимзелена шума, даваме предност. Кога зборувам за загрозени куќи, зборуваме за пожар кој што во моментов кога носиме одлука може да е подалеку од населеното место. Но Може да заклучам дека ова не е Америка, Македонија уште оди пешки, така? Не одиме пешки, напротив, топ сме. Веднаш стапуваме во комуникација со УХМР, кои што ни дават прогноза за правец на ветрот, дали има можност од врнежи, температури и така натака. Врз основ на УХМР, Макфисот, ние ги собираме информациите и ги носиме одлуките. 13 август лани владата донесе одлука за спојување на ЦУК, формирано работно тело, председател на работното тело вице-премиерот Димовски. Една година потоа, докаде сте? Има виден напредок, се работи закон кој што треба да ги обедини двете функции, односно се извинувам, двете институции, односно нивните функции во една институција. Еве, да работе назив нека биде Агенција за управување со кризи, заштита и спасување. Во суштина не измислуваме топла вода, туку треба овие две институции да бидат претопени во една, но не со механичко претопување, туку како што јас објаснувам 4 години, да се обединат нивните функции. Додека големата реформа на целиот систем, кој што е сочинет од многу други институции, предмалку да спомна УХМР, целата таа реформа ја прави вице-премиерот Љупчо Димовски, каде што во овој момент има повеќе од 14 закони кои што треба да претрпат одредени измени или целосно укинување. Ние во законот за шумарство имаме цела една глава за гасење на пожари, која што постои, а не функционира, каде што е предвиден комитет за гасење на пожари. 13 август 2024 ќе седнеме и озбилно ќе се занимаваме со оваа тема, за вгодина ова да не ни се случи. Изјава на премиерот Мицковски. Година дена потоа, односно веќе и нешто повеќе од година дена, вие велите уште се работи. До кога ќе се работи? Има виден напредок. Јас можам да кажам дека ова лето ние многу полесно и поорганизирано се справивме. Имаме на располагање повеќе од 30 специјални возила. Знаете дека имаме и сте имале помалку пожари. Молам? Сте имале помалку пожари и помалку зафатена површина. Ако гледаме статистички бројот на пожари е сличен како минатата година, но реакцијата беше побрза и поуспешна. Оваа година, споредена со минатата, сметам дека спровањето со пожари беше многу поуспешно. Годинава 384 пожари и зафатена површина од 70. Повеќе се, не, тој податок, ако јуни, јули, можам да ги прочитам по месец и имам преку 2000 пожари. Преку 2000 пожари? Да. Можам по месец. Ова се податоци кои што ние, бидејќи државните институции не се многу респонзивни во однос на ваквиот вид податоци, ова се податоци од која што ние во континуитет од 2002 ги користиме, германската Ако ми дозволите, Центарот за управување со кризи секој ден и понатаму, иако јас таму не сум директор, излегува со информација колкав број на пожари имало. Ние не ги криеме пожарите како влада, толку пожари на отворен простор, толку на депонии, волку изгаснати и толку под контрола. Која е бројката до сега, бидејќи еве се совпаѓа? Повеќе од 2000 од јуни, јули, август, септември. 384 пожари, лани била 385 и при тоа овдека зборуваме за софтвер сателитски кој што ги регистрира оние големи пожари. Не ги издвојува оние. Зафатена површина 77.093 хектари. Или, се извинувам, другите податоци кои што се заедно, кои ги опфаќаат и тие мали пожари, 1068 пожари, вкупно, секаков вид, вклучително и оние помалите, вклучително и стрништа, наспроти 1293 лани или 171.897 хектари за запалена површина. Според оваа статистика, најмногу пожари, односно месец со пик на пожари, вие март 2025 со 125 пожари. Што вели вашата статистика? Ова апсолутно добро. Овие се најверојатно погрешни или нецелосни податоци. Јас кога зборувам за пожари, ние ги броиме и најмалите пожари. Пожарот кој што се појави во депонијата Дрисла, на пожарникарите треба неколку часа да не дозвола да се префрли во блиската шума, бидејќи има шума и тоа борова.
зимзелена шума. И тие не беа фокусирани на Дрисла, туку да не отиде во шумата. Во Трубарево се боревме да не излезе надвор, дури потоа гасевме. Значи, ние ги броиме и најмалите пожари, бидејќи малиот пожар, ако не биде изгаснат, што ќе се случи со него? Добре, само од себе нема да се изгасне. Има различна категоризација така во видете, зависност зошто имаме толков голем број на мали пожари, а е мал бројот на големи пожари, кои што ги детектира овој систем? Бидејќи брзата реакција, брзиот напад, овозможи да бидат гасени во прва фаза со, би рекол, една агресивна реакција и ние ги штедевме овие воздухоплови кои што ги имаме. Воопшто не размислував, секогаш кога беа слободни ги пуштавме, бидејќи да се изгаси пожар пред да се развие многу поевтино отколку тој ќе се развие. Проблем имавме со пожарите кои што беа на непристапен терен или на тешко пристапен терен каде што не можеа да дојдат пинцгаурите. Знаете ли колку работа ни завршија пинцгаурите на кои што трпеливо работевме? И тука ќе го спомнам и Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци, кој што е исто со Панче Тошковски со премиерот. Малку да ги прескокнеме. Не, зборам сега за специјалните возила. Митко секако ќе уште не почнала кампањата. Па во овој период малку тоа треба да ги избегнуваме тие суперлативи. Јас ги направив пинцгауерите. До кај тимот за брз одговор? Веќе имаме ние на еден начин функција, затоа што овие специјални возила ги управуваат луѓе кои што действуваат со нив. И тоа се основите. Во овој момент во рамките на ДЗС има 25-6, би рекол, поодбрани луѓе кои што минуваат малку посериозна обука, за разлика од онаа дводневната која што од јавноста беше фатена на шега, но таа е формална, законски некој минимум за да се стартува. Во овој момент во ДЗС има една група од 25-6 луѓе. Има минатата недела проверка на физичката подготвеност, покажа изворедни резултати без млоку сите. Но очекувам веднаш по завршувањето на изборите оваа работа да се засили, оваа приказна да се прошири, бидејќи на нас ни требаат такви сили. Единицата за која што зборував, сум сигурен дека ќе биде формирана во пресред на следното лето. Значи очекувам во после изборите и наредната пролет истата да профункционира, можеби. Молам? Зошто толку време? Па не, јас пак ќе ви кажам, ние веќе имаме 25-6 лица. Значи ни требаат минимумот според мене во јачина на 2 вода 60 на луѓе, оптимално е околу 120 луѓе, но имаме и други размисли, бидејќи во еден град повеќе не би можел да кажам, бидејќи се избори, планираме да направиме барем 30 на возачи на специјални возила, не во Скопје, затоа што во Скопје е дефицитарен овој кадар. Кратка пауза за реклама и продолжуваме. Продолжуваме понатаму, ќе имаме веројатно можност за овие статистики во кои што не се согласивме да ги провериме, но пред да ги прецизирате, бидејќи звучат фрампантно овие бројки, зошто е тоа битно, ова е официјална веќе статистика, 2024 година, изгорена површина по датоци на национални шуми 61.061 хектар од шумски пожари според национални шуми или проценета вредност над 82 милиони евра. Ајде само на еден месец, кој со најголем број пожари и каков вид на пожари, бидејќи звучи фрапантно над 600 пожари во еден месец. Боби, ние зборуваме за сите пожари, имаме огромен број на подметнати пожари. Еден дел се ненамерно, но еден добар дел се намерно подметнати, но таа е посебна тема. Бројката на пожари, јас можам да ви ја прочитам на паузата, ви ги кажам бројката. Па за тоа и велам. Но околу површината, јас ве поканувам, наредните денови отидете во преубавиот ресторан Гризли на брегот на езерото Козјак, имате прекрасен поглед на една преубава природа која што делумно унаказена од пожарот. Во Јасен, за кој што секојдневно известував, ваша екипа беше на лице место. И погледнете дали е баш така како што е представено. Значи, ние кога го гледаме изгорениот простор, сега грдо е да кажа, можеби 20-30% се изгорени. Останатото не е пожарот, него во наводници бричи целиот регион,
Значи, еден добар дел е преживеано. Еве, дојдете, значи, огнот се однесува многу чудно, но и нашата активност. Ние по некој пат, свесни дека не можеме да го изгасеме, го насочуваме огнот, односно го прекинуваме одаму каде што е најкритично и каде што би имало неголема штета. Јас воопшто не се согласувам со овие бројки. Но и овие бројки не се 25% од територијата, како што некој сака да каже, или 20%. Пресметете ми во проценти, вие сте добар математичар. Што се однесува почнувајќи од 2022 кога Не, за оваа оние година се огромни обвинување. пожари во однос на податоците, во однос на големите пожари кои беа во Малечевијата, па сите низ години, едноставно нема грешка во Боби, овие податоци. Значи говориме за зафатена површина. Овие 77.093 и 171.897 хектари се зафатена површина. Никој не вели колку од тоа е изгорено. Ако сакате изгорена дрвна маса, за 2 дена ќе ви дадам податоци, па ќе видиме дали ќе се поклопат со мој. Тоа со дрвната маса многу се сомнева, имаше никој апсење пред неколку дена. Добро, имаше и ветување дека ова целата маса на која што ние седеме. Имаше и ветување лани дека веднаш ќе се смени законот за да не се продава, меѓутоа не знам што се случи. Ангелов, како стигнавме до фаза на хибридна закана, ако претходно само во јуни причините се лоцираа во многу попипливи околности, како цитирам: немаме стока по планините да ја пасе тревата, тревата бујна сега ќе се исуши и може да се запали, Христијан Мицковски премиер, или има некои скакулци, вештачки инсекти кои што скокаат и може да предизвикаат пожар. Господин Кирил Михајлов, веде директор, мислам, беше на Национални шуми во времето кога ја даде изјава. И се уште е заменик директор на Национални шуми. Добро, бидејќи не ја проверив, затоа викам во времето кога ја даде. Поред изјавата на премиерот, јас му ја имам кажано, но и други стручни лица, и апсолутно точна. Пред неколку децении, можеби повеќе од неколку децении, имало многу стока, не само по планините, имало стока и во низините. И не само што паселе овците, кравите, козите и така натака, туку луѓето ја коселе тревата. Верувам дека знаете, па имаме ситуации брат со брат очи ваделе кои да окосили вадата. Не можело да се најде никаде трева кој што користеле како сено во текот на зимото. Сега веќе за жал тој тренд го нема. Има навистина многу малку стока и без разлика што оваа изјава беше искривена и беше фатена вака сирџиски, таа е многу точно. Премиерот ја кажа како една од главните причини за пожарите. И сега затоа јас ве прашувам како од немање стока стигнавме до хибридни закани. Ќе одговорам. И изјавата на Кире Михилов можеби беше нестрикно дадена, но тој зборуваше за можност пожарите да се пренесуваат со животни, иако тоа е малку, да речем, симптоматично, но таа е некоја перцепција на, тој кажа изјава на раководителка на Национални шуми од Штипа, не негова. Значи, раководителката од Штип и мене ми го пријави тоа, но мене ми делуваше прилично неверојатно и не го кажав јавно. Лисица со запалена опашка, да, мене не ми делуваше веројатно и не го кажав. Одговорот на вашето прашање, тие се шумски пожари или пожари на отворен простор? Патем ќе уфрлам 2 реченици. Може ли заедно, еве, со ваша екипа да отидеме во Овче поле, каде што пред минатото лето изгоре се живо и диво? Да видите дека не се познава каде бил пожарот, освен оному каде што имаме борови. Тука штетата е, значи, страшна и затоа даваме големо внимание на боровите. Останатото си пораснале, грмушки трева, не е така страшно вака како што се кажува изгоре пола држава. Во останатиот дел, кога ја дадов мојата изјава за хибриден напад, 82 милиони евра, не се кога јас реков хибриден напад, јас кажав, се запали депонијата Вардариште. Само што ја ставивме под контрола и беше во фаза на целосно гасење, се запали депонијата во Шутка. После неколку дена, 3-4 дена, 5 дена. Кога таа изгаснавме, би рекол пак неочекувано брзо, бидејќи некој има по мене проценето дека таму ќе изгубиме повеќе енергија. Некој кој што стои зад овие потполувања ќе излеземе понатаму. Кој? Сега не можам да кажам. 2002 година колку што се сетивам. Ама зборувам за депонија, зошто ме 2002 година иницииравте дури и бидејќи тогаш исто имавме многу пожари, иницииравте дури и средба на свикување на Советот за безбедност и тој беше свикан за да се расправа. Совет за безбедност за пожарите, Боби, мислам дека знае за тоа. Па пред месец сипал, напишете на Google Совет за безбедност. Ама немаше тогаш ништо таму за хибридна закана.
Боби, не излегуваме со сите податоци, не е се за јавност. Јас пак ќе ви кажам, јас кога ја дадов изјавата за хибриден напад, не зборував за шумски пожари, потоа ни се запали во Трубарево. Ние имаме еве вчера, она повторно беше полудепонија кај римскиот водовод, значи многу депонии се запалија. Во септември, средината на септември, кога температурата на воздухот е далеку пониска во однос на она што е во јули или во август. Ама вие не можете ги плашите граѓаните дека Македонија е под хибридна закана и дека некој си пали пожари, бидејќи не им мисли добро на оваа влада, бидејќи без при тоа да предочите никакви аргументи. Министерот за внатрешни беше тој кој што рече не можам да воспоставам поврзаност. Дали луѓето се вознемирени од палењето на депониите? Дали воздухот во Скопје со денови беше загаден? Премиерот не ги плаши, напротив и кажа дека ќе победиме, кој да е од другата страна. Еве победивме, дали е чист воздухот? Знаете да и за вчера имавме одредени сомнежи. Треба да ги победите тие кои што се наводно во тие центри. Кои се центрите? Боби, има класифицирани податоци, ќе потсетам дека јас сум раководител меѓу другото и на групата за процена на ризици и опасности во која што членови се директорката на Агенцијата за разузнавање, директорот на Агенцијата за национална безбедност, Бирото за јавна безбедност, Војната служба за безбедност и разузнавање, заменикот начелник на генерал-штабот и четворица директори, заменици на ЦУК и ДЗС. И сега, ако дефиницијата е остварување на некакви цели и преди тоа користење на слабите точки на одреден систем во државата, тога значи дека нема што да победувате, бидејќи веќе сме поразени како држава, бидејќи на едно место гасите, на друго место ви потпалуваат. Напротив, и вие трчате по нив. Напротив, ако не беше оваа одлично координирана и енергична, би рекол агресивна реакција на државниот апарат, состојбата ќе беше катастрофа. Знаете, ако се запалеше цела Дрисла, потоа ќе требаше да бараме помош од странство да изгасеме. Знаете колку тешко се гасат депонии, некој намерно ги палено. Видете, јас морам да бидам внимателен што изнесувам во јавноста. Значи, покри мојот имидж дека знам да тропнам по нешто во секоја емисија и овде намерно тропнав една. Во момент на таква катастрофа, како што беше ова технолошка хаварија каква што беше Трубарево, кога ќе излезете и при тоа да кажете технолошка хаварија. Вие самиот рековте дека претходно во таа категорија несреќа добро. Па хаварија или не што се хаварија само по себе нешто се расипе. Добро, не е битно, ајде различно ги гледаме. Боби, ајде молам, јавете се, мислам, проверете колку време се гасат вакви пожари низ светот во модерните европски држави, во Америка. И ќе видите дека брзината со која што го изгасивме е за поздравување. А зошто мислите дека некој тоа го спори? Она што го спориме е, она за што ве прашуваме е колку беше реакција на добар систем да се има евакуација без евакуирани и колку е реакција на добар систем црно на бело надвор од изјавите на Стојанче Ангелов. Многу лоши се резултатите, надвор од изјавите на и други функционери, никаде да не ги видиме јавно резултатите. Но за една работа се согласивме. Целата операција на гасење на пожарот беше добро организирана. Гаснењето на пожарот. Така ве разбрав. Пред малку што туку ме пофаливте и мене системот веројатно е толку бргу. Благодарам за овој комплимент, Боби, ретко се добива од вас ваков комплимент дека нешто добро сме сработиле. Да си даваме комплименти, хубаво и нешто да се пофали, Боби. Изгаснат. Ама не може се да нечи ни во државата, Боби. Како рече дека се нечи? Па вие сега кога што кажете, целиот систем го направивте дека е за никаде, па кој ги гасе пожарите? Па 2500 пожари изгасивме, Боби. Вие го направивте. Овие луѓе гинат на терен, пожарникари, ДЗС, ЦУК. И моето прашање е национални шуми, луѓето на вистина се дават. Моето прашање е колку пожарникари однесовте на гаснење во Трубарево без соодветна опрема, без сертификати, кои што мора да ги имат согласно позицијата која што ја држите и согласно сите правила кои што ги имате или ги немате. Ќе потсетам, ја немам таков сертификат, но Стоев и Дишев загаден да не решам тоа не значи дека системот функционира. Но тоа за татковината се не побегнав и не седе во канцеларија, бев таму, гледав и командував на лице место. Функционира? Да, апсолутно. Тој систем го изгасна пожарот, Боби, за една ноќ. Бевте на конференција
на која што се зборуваше и за граѓанска отпорност. За каква граѓанска отпорност да се зборува ако од 7 од 5 упатства, 6 за заштита на граѓаните во различни видови на пожари, имате само 3. Боби, јас не сум научник. Не, вие сте директор на дојдов да ДЗС, читам. Сите овие ќе бидат променети во првиот момент кога ќе можам. Многу од овие работи се препишани од порано, дел од нив се неупотребливи во реалноста. Се обидувам во реалноста да го применам тоа што функционира. Користам искуства на луѓето околу мене, во ДЗС има прекрасни луѓе, јас не сум сам во главниот штаб, има изворедни луѓе во ЦУК, луѓе кои што произлегле од армијата, од Министерството за одбрана. Сите тие луѓе стоат зад мене. Јас на еден начин сум како координатор и гласноговорник на овие луѓе. Па зашто велите тогаш ова не е Америка, ова е Македонија? Токму така. И овие прекрасни луѓе не се во многу голем број, но се доволни и ние нашиот систем треба да го направиме таков да и даде видливост на нив и да и даде можност тие да работат, а не некои професори како еден порано што го викавте во студио кој што поима нема од реалноста. Значи, вие може да читате книги и во нив убаво да напишете, не вие лично сега да не ме разберете погрешно, ме сваѓате. Зборуваме за реалност. Ќе ги повикате луѓето кои што гасат пожари, викнете го командантот на Скопската бригада Звонко, кој што во моите очи е херој кој што треба да биде одликуван. Кој што на секој пожар, иако е командант на единицата, е таму на лице место. Денес го бара, возеше Пинсгауер поради брзина. Ама тоа е апсолутно така и никој не го спори. А проблемот е во прашањата на кои што вие вечерва немавте одговор. Проблемот колку не е поминале така, соодветна обука, колку се обучени, колку мина однес имаат соодветни обучени, па кој го изгасна? Ако не се обучени, како ќе го изгася? Зошто тој што го направи Никсот не земе една метла да дојде да гаси или една напртњача? Ај ние ќе правиме само правилници и закони. Тој што го направи Никсот е даден на Македонија веднаш постапувањето во членство во НАТО. Има таму малку поголема приказна говорите. Како и да е, на нас ни требат луѓе кои што ќе отидат на терен. И тоа е дел од инструментот и алатките што треба да ги имате. Во ДЗС има 200 вработени, од тие 500 луѓе некем срам ми да кажам колку учествуваат непосредно оперативно на терен. Катастрофа е состојбата. Ние имаме еден куп луѓе. Тие се прашањата кога ќе ги смените. Исто е податокот и околу до нова година евентуално на пролет. Буџетот. 92% од буџетот го трошите за за плати. Дали се работи за болен процес? 500 луѓе. Мислам дека новата институција идеално би функционирала со максимум 300. Што ќе правиме со оние другите 200? Значи се работи за болен процес, треба да бидеме внимателни. Претходната влада немаше храброст да го направи тој чекор, да видиме како ќе се однесува оваа влада. Колку пожарникари вработивте? Како мислиш? На ова повеќе од последно. Значи тие лица не се пожарникари, во јавноста се создаде таква перцепција. Ќе бидат ангажирани 400 пожарникари, не е во превенција, перцепција. нити еден од нив не учествувано во гасење. И во ДЗС имам такви, беа повеќе од 40 сега се 25-6, но ниту еднаш не ги пуштив да гасат пожари. Значи треба обука, треба сериозна обука за да излезат на пожари, но беа нешто помалку од 400 според планот кој што го имаше владата. Дел од тие би требало да останат вработени по истекот на овие 4 месеци, на 31 декември истекува договорот. А останатите? Значи оние кои што се најдобри ќе бидат најверојатно задржани, останатите да завршува договорот. Кога склучувате договор на 3 или на 4 месеци, знаете дека потоа договорот не важи. Најмалку 400 фалат, пак според овие досадни што велите, правилници од минатото направе. Бројката, кога ќе ги има? Имам и тука да кажам нешто. Да. Исто и тоа, тој што го пишал бил многу теоретски добро подкован, предпоставам дека бил топ некој. Никој не чини. Не, овој бил многу добар и кога одлучувал дека во Македонски Брод треба 12 пожарникари, викал овде има 3-4 луѓе, дости се 12, ама заборавил дека Македонски Брод по територија една од најголемите општини во државата. Па луѓето скапа, знаете колку пожари имавме летово во Македонски Брод. Критериумот на население не треба да е носички критериум при определување на бројот на пожарникари. Ајде да ги смениме светските и европските стандарди.
Не. Ќе го прилагодиме системот, Боби. Ќе направиме систем, слободните пожарникари додат оному каде што е потребно. Ние во овој момент децентрализацијата прави и одредена штета. Ако за пожарот во Трубарево, јас праќав пораки. Знаете, немате време да звонете, бидејќи се е во еден динамичен систем. Сега седеме во студио, овде пријатна атмосфера, водичка, се е убаво, не е ни жешко, ни ладно. Но таму кога стоите до оган кој што може би има 800 Целзиусови и се чувствувате како до некоја голема скара и ве пржи огнот, вие треба да барате помош, да ги барате градоначалниците кои што тој ден имат право да бидат некаде и да се недостапни. Целиот систем ќе биде променет, Боби. Па да не ми велите, не го читај тоа таму што е напишено, гледај ја Македонија во реалноста. Ако ова некој пред вас го почнал, а вие сте го надградиле, ќе немало воопшто потреба да ги молите. Боби, Македонија била 2,2 милиони луѓе, кои се излегла од Југославија, кои се осамостоила, 2 милиони 200. Сега колку сме? Тогаш и подобар систем фала пола милион луѓе помалку има сега. Ама тоа не значи дека нема ДЗС или било која друга институција или ЦУК не треба да има план во кој што ќе се знае кој што и каква одговорност има и да не биде сега дека јас им се јави, фала и многу што одговорија, што се жртвуваа и за викенд, иако дел од нив не заборавија да се вратат дури и на снимките рано са бајлето да кажат, заборавив да кажам, ќе биде подобро ние од која ќе победиме во тоа. Добро, тоа е нормално предизборна. Апсолутно не е нормално, бидејќи тоа што го направиле им бил попис и опис на задачите на функција кои што сега ја извршува. Боби, јас излегувам надвор од мојот опис и попис постојано за доброто на граѓаните, така. Јас ви кажав, ама тоа не значи дека имаме систем. Ако сега почнам да зборам нова тема, во Југославија имало еден систем за противпожарна заштита и тој бил во МВР, верувам тоа го знаете. Зборуваме за сериозен систем, за да некој биде начело на тој систем, требало да работи 20 години во МВР, да биде полицаец, па постепено да напредува пожарникар, шеф на 5 души, шеф на 10, 30 и да стане главен на целиот сектор. Одеднашка се формира дирекцијата, првиот директор, да не грешам душа, може би бил дел од тој систем, вториот бил политичко лице кој што бил многу кратко и потоа доаѓа Шабан Салиу, кој што нема допирни точки со заштита и спасување со пожари. И замислете, тој раководи со еден цел систем на противпожарна заштита и како да тоа било малку, се ставени согласности за урбанистички согласности, изградба, доградба, наградба, пренамена на објекти, на простори, така натака, и уште инспекции за противпожарна заштита. Знаете колкав обем треба да има една таква дирекција? Колкав? Па пута 2 од ова. Јас, например, во овој момент имам 12 функционални инспектори, ја не можам да извршувам. И после Кочани, голем дел од тие 12 функционални инспектори беа пуштени во инспекции на секаде низ државата и до ден денеска тие инспектори може да влезат во било кој приватен субјект и да прашаат кај се вашите планови за противпожарна заштита, а во тие планови мора се да биде нацртано и ова, и секој во оваа држава мора да има се, освен државните институции, бидејќи очигледно е дека такви генерални планови, правилници, вклучително и тоа за евакуација, вклучително и ова како ќе се спроведе санација на теренот, ги нема тоа. Го признавте дека го нема. До кога институциите ќе заостануваат? Боби, пак да зборам сега за реформите. Ама ги чекаме, нема да спиеме, да не цитирам. Ќе седнеме и озбилно ќе се занимаваме за година, една година. Настрана што голем дел од тие закони ги имавте повеќе. Законот за промените во противпожарната служба беше готов, не беше донесен заради изборите. Голем дел од законската регулатива беше готова, да бидеме искрени. Меѓутоа не беше донесена по предизбори, сега дел повторно се преразгледува, повторно се репреговара, од дел и од суета, за да не се влезе целосно во промена на сите тие 24 закони, еве колку што треба да се изменат, за се да функционира. Па во еден ден се менуваат по милион закони, кога има за тоа интерес, што е проблемот тоа да се среди. Ние ќе сменеме законите еден ден, ама луѓето се тие.
човечкиот потенцијал е скромен, би рекол, особено во државната администрација. Тоа е општо познат факт. Знаете со какви кадри располагаме. Има од брилјантни до целосно неупотребливи. За жал, дел од државната администрација е тотално неупотреблива. Еве, двете институции кои што ги предводам... Безбедноста и сигурноста, господин Ангелов, нема цена. Самиот ја отворивте дефиницијата за опасноста од хибридни закани во овој случај. Тогаш нема цена. Ако се сака, се може. И приоритизирање, и посебни плати, и посебни награди. Ќе повторам, за разлика од минатото лето, оваа лето имаше многу подобар одговор и на еден начин преку мене се обединети двете функции, бидејќи ги водам и двата штаба. Уште една пауза за реклама и влегуваме во завршница. Влегуваме во завршница. Ангелов, хибридни закани или проблеми со сточниот фонд веројатно ќе остане во фолклорот сега и пред изборите, па ќе оценуваат граѓаните. Меѓутоа, многу силни најави, многу најави за реформи, реално ништо не се случува. Може ли, еве, во завршница да предочите барем некаква динамика, што е тоа што може да очекуваат граѓаните и конечно кога и како институција ќе се свртите и кон нив, бидејќи како што вели Ренато, ако граѓаните не се информирани, а ви рековте да ги баталам тие правилници, оти се стари или неупотребливи, дури и тие што ги има, а не пак тие што ги нема, граѓаните не можат да бидат отпорни ако немаат вистински и навремени информации. А најчесто во оваа област, за жал, ги немаат. Боби, граѓаните мислам дека се доста задоволни, особено од Центарот за управување со кризи и дирекцијата за заштита и спасување. Јас не ја делам вашата перцепција. Напротив, каде и да се движам, граѓаните искажуваат голема благодарност. Јас сум како директор апсолутно достапен, но и како институција. На бројот 112 граѓаните пријавуваат секакви несреќи, секакви проблеми кои што ние потоа ги решаваме како држава, така што пак сегментарно. Не е сегментарно, зборуваме за систем бројот 112 европски број за управување, за пријавување на несреќни случаи. Знаете колку животи преку него се спасени. Така што ние апсолутно јас секој ден имам комуникација. 112 нема врска со пожарите. Како нема ако има пожар, на кој број ќе нема јавите? врска со тоа што вие не знаете колку сертифицирани Да ви покажам порака, денес на 112 добивме пријава за пожар. Ќе признам лапсус, меѓутоа малку ги измешавте, сега работите на крај во обид веројатно да го избегнете прецизниот одговор. Што е толку тешко да се каже? Да, имаме план до тогаш ние... Март наредната година мислам дека се ќе биде завршено во делот на ЦУК и ДЗС. Март 2026 година. Со носење на нов закон кој што ќе ги обедини функциите на двете институции. Бидејќи законите не решаваат што во него се предвидува во однос на кадар? Генерално двата постоечки закони не се лоши. Треба да се обединат во еден, да се исчистат некои преклопувања меѓу двете институции, да се пополнат некои празнини и правилниците треба да бидат прилагодени на сегашност. Правилниците биле многу функционални во периодот кога се правени. Ја не ги омаловажувам правилниците од тој аспект, но денес дел од овие работи, па ние немаме засолништа сега во државата, имате правилници за засолништа, во некои од нив садат печурки. Некои од нив се полни со ѓубре. Па затоа и беа класифицирани едно време за солништата, бидејќи во не се за солништа, а во нив се градат, се гад печурки, бидејќи е нефункционален. Ја почнав еден процес со 112, граѓаните преку телефон да бидат известувани, но со моето заминување има обиди, мислам дека тоа ќе заживее. Да добиват информации на мобилниот за секоја опасност по голема криза. Ова е Македонија, не Америка, не очекуваме толку. Не, тоа не е многу комплексно. Може да се реши. Ви благодарам што вечерва бевте гости во Топ Тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на тема.